$26 милиони евра биле дадени за казни и за неповлечени кредити за инфраструктурни проекти. Дали ние сме толкова богата држава за да плаќаме толку висок износ за неповлечени кредити, кој што повторно се повлекува за капацитетот на луѓето кои што пруваат со инвестиционите проекти. Во код интервју со државниот ревизор Максим Ацевски, но и нови откритија за големите проекти, патишта и железницата кон Бугарија. Наместо коридори со автомобили, по некој работник и багер до патот со асфалт, но без знаци. Скопје Блац, Кичево Охрид, железница преку Крива Паланка. Проекти преубави на видео, незавршени во реалноста, скапи за граѓаните. Ако можеше да се вози по промотивни видеа и свечено фрлање лопати, македонските граѓани по автопат ќе можеа да возат кон Косово. До Софија ќе можеа да патуваат со воз, а на асфалтот на автопатот Кичево Охрид веќе ќе му требаа поправки со оглед на тоа што веќе е оштетен по 6 години интензивно користење. Но не може. Многу викање оп, а малку скокање. Во меѓувреме, граѓаните од буџетот платија стотици милиони евра, а се уште возат по локални патишта со дупки. Помпезно најавуваните пруги и патишта се само на убавите промотивни снимки. Кредитите се плаќаат, каматите течат, за прекинатите договори се плаќаат милионски пенали, а патишта нема. Нагласуваме дека доколку се започне со проект по ФИДИК услови за градба, а не се исполнети условите за обезбедување на пристап до локација со решена експроприација, како и соодветна проектна документација, проектот ќе биде изложен на фискален ризик од правен и финансиски аспект и често има и голема неизвестност за текот на реализацијата на истиот. Во превод, ако некој проект почне да се прави на ура само за сликање пред избори, без план и без решено имотно-правни односи за земјиштето, ќе се трошат пари, ќе се плаќаат казни, а на крај може и да нема ништо од проектот. За некои проекти има пари од Европската Унија, ама поради лошо планирање ни тие не се користат, па десетици милиони евра пропаѓаат. За забрзување на работата, за автопатите кои ги гради Бехтел и Енка беше донесен посебен закон, ама ревизорите и таму констатираат дека работите не одат со посакуваната динамика. Во извештајот на Државниот завод за ревизија се наведува дека проектите се планираат по повеќе од 10 години, се обезбедуваат кредити, па потоа не се гради според планираното. Кредитите не се повлекуваат, а се плаќаат провизии за тоа. Државниот завод за ревизија подготвил и посебен извештај класифициран како доверлив. Тој е испратен до државните институции. Никој не открива што има во извештајот. Според информации на Код, ревизорите навеле сомнежи за корупција. Се чини дека власта има прецизна диагноза на болеста, но никако да ја погоди терапијата. Или во текот на овие изминати 30 години не сме имале знаење, или немало доволна посветеност, или имало премногу корупција, или сите три работи заедно. Ревизорите анализирале 24 проекти во вредност од скоро 4 милиарди евра. 5 проекти воопшто не биле започнати. За 19 проекти биле подпишани договори во вредност од над 2,7 милиарди евра, а досега биле потрошени над 940 милиони евра. И покрај потрошената скоро 1 милиарда евра, само еден од овие проекти е готов. Автопатот од Скопје до границата со Косово, иако само 12 километри, е на добар пат да го добие прекарот вечен.
Според првичните планови, последните 2 километри пред граничниот премин Блаце требаше веќе да бидат разгазени. На останатите 10 требаше интензивно да се работи. Во реалноста, граѓаните се уште возат по стариот пат, кој за среќа има нов асфалт. Екипата на КОД ги извози првите 2 километри од автопатот кои се скоро готови, но има уште работа. Ги гради скопската фирма Гранит. Првичната цена од 14 милиони евра со анекси на договорот во изминатите 4 години се удвои. Најголем дел од механизацијата е паркиран. На терен има малку работници кои ги привршуваат финалните работи. Само Шарко ревносно си ја врши работата. Го чува имотот кој му е доверен. Заради забрзување на изградбата автопатот од Клучката Стенковец до граничниот премин Блаце на границата со Косово беше поделен на два дела. Едната делница од овој кружен тек до граничниот премин 2 километри и од тука до Клучката Стенковец 10,5 километри. Пред 4 години почна да се гради поедноставниот дел од 2 километри. Во 2020-та рокот за изградба беше летото 2021-та, пред 3 години. Автопатот се уште не е пуштен во употреба. Во меѓувреме требаше да се распише тендер и да се избере изведувач за останатите 10 километри, но уште не е избран. Ако се следи динамиката дека овие 2 километри се градат 4 години, прашање е колку би се граделе останатите 10. Кога почна изградбата на автопатот, власта не штедеше на оптимизам. Како што одминуваше времето, се наоѓаа изговори за доцнењето. Градежните работи ќе започнат оваа пролет, а првите километри од автопатот ќе може да ги возиме веќе следното лето во 2021 година. Аз сум скептик, се jo më shumë se një vjet e gjys me autostradë do nisesh Shkup-Blla. Работите на патот запреа зашто локалните жители ја блокираа механизацијата незадоволни од цените по кои им го откупуваат земјиштето. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски во ноември 2021 рече дека експроприацијата на земјиштето е целосно завршена и оти автопатот ќе биде готов до средината на 2022-та. Кога и тој рок истече, директорот на јавното предпријатие за државни патишта ЕУ Прустеми рече дека токму експроприацијата, но и дополнителни работи ги забавиле работите. Новиот рок за завршување беше март 2023-та, но работата ни тогаш не беше готова. На почетокот на годинава, тогашниот вице-премиер Артан Груби рече дека владата прави невидена револуција во инфраструктурата. Gjithashtu, në përfundim të realizimit është edhe 2 kilometrashi i famshëm i autostradës Shkup-Blla, i cili brenda javës gjithashtu do të duhet që të kryhet me punimet dhe të vijohet edhe me shpalljen për 10 kilometrashin e arshëm. Тие неколку недели поминаа, а понив и неколку месеци, а автопатот не е пуштен. За наредните 10 километри воопшто не е избран изведувач. Во меѓувреме, предвидената цена порасна од 112 на 198 милиони евра. Скоро 20 милиони евра по километар. Ова е местото од кое треба да почнат наредните 10 километри автопат до Клучката Стенковец. Груби уште во 2022 година објави промотивно видео од автопатот кој треба да има 11 мостови и 9 тунели. Од автопатот засега има само видео. Друг проект кој со право го доби прекарот вечен е автопатот Кичево-Охрид. Градбата започна во 2014-та, а требаше да заврши во 2018 година. Се гради со заем од кинеската Ексим банка. 6 години по крајниот рок не му се гледа крајот. Со анекси на првичниот договор, роковите за завршување се пролонгираат, па сега се очекува да заврши до 2027-та, а цената расте, па од првично планираните 374 милиони евра цената на автопатот се зголеми на 589 милиони евра за 57 километри автопат. Во меѓувреме државата плаќа камати и провизии. Трошоците за заемот, кои се капитализираат како вредност на проектот, изнесуваат 51,5 милиони долари, од кои камати во износ од 45,8 милиони долари и провизија за неповлечени средства во износ од 5,7 милиони долари. На ова локација е планирана клучката за влез и излез од Кичево, на патот кој се гради цела една деценија кон Охрид. Испланирано било да се влегува во градот и да излегува на автопатот преку надвозник,
или надпатник. Тоа градежно парче го има, поставено е, но виси осамено, а природата веќе му ја оспори функцијата. Се отвори свлечиште на крајот на ланската година, токму над просторот за планираната клучка. Сега се бара ново решение. Дали да се зголемат косините дополнително или да се направи план со кружен тек за излез и влез во Кичево. Кога ги правевме овие снимки во февруари, цела делегација беше на трасата, за да ги објасни проблемите кои се појавиле при изградбата. Еју Прустеми, директор на јавното предпријатие за државни патишта во тој период, одговорноста за децениската изградба на 57 километри автопат ја префрлаше на планирањето. Ова е типичен пример како во нашата држава ние реализираме еден многу лош проект. Ова го кажува и експертите, ова го кажува и извештајот од Државен завод за ревизија, ова го кажува и ФИДИК експертот со неговиот извештај. Но по промената на власта, Рустеми доби предупредување од новиот министер за транспорт, дека патот не е завршен и има сомнителни работи кои ќе се проверат за да се утврдува потенцијална корупција и криминал. Дополнително беше спомната и неспособноста. Рустеми одговори дека министерот се заканувал политички, а не по закони и подпишани договори по кои тој работел како директор и соопшти дека е отворен за истраги и ревизии. За автопатот Кичево-Охрид потребни се пари од кинескиот кредит од тамошната Ексим банка. Првиот дел е потрошен, а за вториот се чекаше до петокот, кога кинеската банка соопшти дека го прифаќа новото пролонгирање на крајниот рок за изградба, 1 јануари 2026, и почнува со реализација на новиот кредит од $221 милиони. Тие се пари со кои автопатот треба да се заврши. Допрва ќе треба да се бира специјалист, експерт од странство, за да каже кое е решението за свлечиштата. Дали подпорни зидови или зголемување на бермите на косините. Берма е рамниот дел на косината на која би застанал одро, доколку го има. И таа карпа или земја од свлечиште нема да завршат врз автопатот по кој се движат луѓе со возила. Во првата берма, значи за да појаснам, од асфалтот до косината се оставен простор од 3 до 5 метра. После втората косина остане се исто од 6 до 10 метра берми и на секоја четврта берма е оставена уште така по една голема берма. Во процесот на експлоатација во иднина, кога викаме ќе би се појавиле евентуално такви некои нестабилности, треба да представуваат сосема сигурен систем на заштита дека таквата појава на нестабилност нема да дојде и да го загрози сообраќајот. Тогаш беа видливи големите купишта земја кои паднале врз веќе асфалтираниот пат. Некои свлечишта се појавувале и по 2 или 3 пати. Проблемот бил што проектот е почнат без доволно геолошки и геотехнички истражувања на планината и земјиштето. Некогаш споменувам дека почетокот на овој проект датира од минатиот милениум, значи од 1999 година. Работите во техниката од тогаш до сега се многу променети. Сваќањата во однос на проектирање на автопатишта, методите, принципите на проектирање се многу различни тие што биле тогаш во 99-2000 година од она што е денес. Истражувањата се у најминимален обем направени. Речеме, еве, за овие 3 слечишта кои гледате, веројатно има по една истражна дупнатина, а според стандардите европски се бара на секоја косина да има најмалку 4 до 5 истражни дупнатини. Со тоа, вие попрецизно може да сознаете на која длабина со каков материјал располагате и соодветни косини да испроектирате. Верувајте, ако денес почнеме да го проектираме овој автопат, сигурно би имале повеќе тунели, повеќе галерии, помали усеци, тоа би чинало поскапо во секој случај, меѓутоа би бил автопатот веројатно многу побрзо завршен. Сега, откако се паднати тони земја од староновите свлечишта, проблемот е каде да се одложи таа земја. Код открива дека се утврдени локации за 2 големи одлагалишта за земја. За нив е подготвен инфраструктурен проект кој е пратен во Министерството за транспорт и врски, но се уште не е одобрен.
Откако ќе се одобри, ќе се знае дали ќе има потреба и од нова експроприација. Струката вели дека станува збор за најкомплициран и најсложен предел за градежни зафати во цела Македонија. Но има искусни професори кои веќе работеле на слични проекти во соседството на уште полош терен. Други примери во окружувањето, јас си ги споменам, бевме со него преку Светска банка за српските коридори, како експерти надворешни, па давне мислење за вакви проблеми таму. Таму е далеку поголеми во однос на овие нашите проблеми, иако сите сте го возеле ден денес го возите, на некои од тие усеци ден денес се работи. А и автопатот од кон Косово што е, ако сте го возеле, знаете дека голем дел е како низ река да помину низ Лепенец. Причина беше што таму при градба на еден мост се појави на вакво слечиште, го турна столбот и после тоа целосно изместена трасата, затоа е во Лепенец сега. Така што еве имаме во окружувањето далеку потешки проблеми од нашиве. И покрај се, патот не е пат, туку предизвик, кој на крај ќе чини речиси 600 милиони евра. Единствен проблем е што крајот не се гледа, а без тоа не се знае ниту конечниот есап. Сметка во која има сомнежи за корупција и на која има непотребни милиони евра дадени за предолго тапкање во место. Пругата наречена Надеж е еден од проектите што е речиси врсник со независна Македонија. Железничкото поврзување на Македонија со Бугарија е еден од вечните инфраструктурни проекти. Изградбата почна во 1996 година. И од оваа пруга засега е завршено само промотивното видео како ќе изгледа кога ќе се направи. Пругата од Куманово до границата со Бугарија е поделена на 3 дела: Куманово-Белјаковце, Белјаковце-Крива Паланка и од Крива Паланка до границата со Бугарија. Цената на првиот дел во изминатите години се зголеми за двојно на над 49 милиони евра. Вториот чини 155 милиони евра. Земјава платила провизија од 4,6 милиони евра, зашто 7 години не ги повлекувала парите од заемот од Дебор. Во меѓувреме се проверува дали столбовите за мостови изградени пред децении се уште се добри за да се продолжи со работа. Се прават анализи за одлучување за веќе изградените мостови кои се изградени пред неколку години. Дали истите може да служат и се стабилни за да се користат при железничката пруга или треба да се рушат и да се изградат нови мостови. Покрај овие активности отворени се и тунелите и веќе со добра динамика се работи кон реализација на трасата. Првите две делници до Крива Паланка треба да завршат наредната година. За делот од Крива Паланка до границата тендерот беше распишан пред Нова година, а се очекува изведувач да биде избран годинава. Ќе му требаат најмалку 5 години да ја заврши, што значи дека пред 2030-та поврзувањето со Бугарија нема да биде завршено, иако властите најавуваа дека веќе во 2027 ќе може да се патува во Бугарија со воз. Во меѓувреме, цената на третата делница порасна од 340 на 560 милиони евра. Новиот министер за транспорт и врски Александар Николовски рече дека проектот има многу проблеми. 1 километар пруга ќе чини 24 милиони евра. Ќе поминува среде Крива Паланка и ќе треба да се уриваат куќи и да се иселуваат жители. При тоа ќе завршува во тунел на границата со Бугарија, за кој се уште не се знае дали источниот сосед ќе го изгради. Сепак Николовски рече дека тендерот е така поставен да не може да се поништи. До денес се поднесуваат понуди за најскапата пруга во светот, која што треба да помине низ цел еден град и која што завршува во тунел кој што не води никаде. Би сакал да ги повикам и меѓународните кредитори, кои што овозможуваат средства за изградба на овој проект, како и оние кои што даваат грантови, сериозно да седнеме и да размислиме дали ова начинот да се трошат овие пари. Николовски го повика обвинителството да ја истражи работата на Македонски железници и инфраструктура. Експресниот пат Градско-Дреново почна во 2017-та и требаше да заврши во 2020-та. Се уште не е завршен. Цената порасна од првичните 23 милиони евра на 37 милиони евра.
Поради целокупната состојба постои неизвестност за завршување на проектот, а доколку не се потпишат анексите, постои реален ризик од поведување на меѓународна арбитража, застој на проектот и незавршување на активностите, кое ќе има значителни финансиски импликации врз буџетот на Република Северна Македонија. Експресниот пат Крива Паланка Ранковце требаше да биде пуштен во употреба минатиот месец, ама не му се гледа крајот. Подготовките се започнати уште во 2015-тата. Цената во меѓувреме порасна на 118 милиони евра. Платени се камати од 2,4 милиони евра и провизија за неповлечени средства од 1,1 милион евра. За раскинувањето на договорот за изградба на клиничкиот центар во Скопје изведувачите бараат обештетување од 23 милиони евра. За раскинувањето на договорот за клиничката болница во Штип изведувачите бараат оштета од 22 милиони евра. Ем нема болници, ем ќе треба да платиме. 26 милиони евра биле дадени за казни и за неповлечени кредити за инфраструктурни проекти. Дали ние сме толкова богата држава за да плаќаме толку висок износ за неповлечени кредити, кој што повторно се повлекува за капацитетот на луѓето кои што пруваат со инвестиционите проекти. Во последниот извештај кој го објавивте за реализација на капиталните инвестиции се нотира дека од 24 проекти вредни речиси 4 милиарди евра само еден е завршен. И не само тоа, дополнително, например, пругата кон Бугарија или автопатот Кичево-Охрид чини повеќе од предвиденото. Имате ли некаков фидбек од обвинителството и дали се побарани некакви информации од вас за овие наводи? Во однос на железничниот коридор 8, кој што во суштина е започнат во 1996 година, односно веќе 28 години, известуваме дека првично било предвидена вредноста од 340 милиони евра, додека проценената вредност изнесува 560 милиони евра. Интересно е за овој проект што во суштина имаме државата платено 4,6 милиони евра за неповлечени средства од одобрените кредити, а додека во однос на автопатот Кичево-Охрид, тој веќе, како што знаете, се изведува 10 години, првичната вредност била договорена 411 милиони евра, а додека преценета вредност изнесува 589 милиони евра, додека реализацијата заклучно со 31.12.2023 година изнесува 466,4 милиони евра. Ние со јавното обвинителство имаме професионална соработка и која што соработка се однесува на 3 нивоа, на ниво на менеджмент, на ниво на лица за комуникација, на ниво на помошник главен државен ревизор и јавен обвинител. За сите активности се преземени потребните активности во однос на ведениот конечен ревизорски извештај, направени се потребните комуникации со јавното обвинителство и досега се е во однос на оно што значи заштита на интересите на граѓаните на нашата држава. Новиот министер за транспорт и врски Александар Николовски го повика обвинителството да ја истражи работата и на железници инфраструктура и на јавното предпријатие за државни патишта по наводите на ревизорите околу инфраструктурните проекти. Но кој всушност е одговорен за тоа што се доцни со реализација на сите овие проекти и за зголемувањето на нивната вредност? Видете, во самиот конечен ревизорски извештај има дадено информации за повеќе капитални проекти. Може да разберете дека во суштина за секој посебен проект во суштина има различни институции надлежни за имплементација на самите капитални проекти. Ако го земеме самиот капитален проект на пречистителна станица за отпадни води на градот Скопје, ќе видиме дека надлежен за имплементација на самиот проект е јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје, додека како други инволвирани субјекти се градот Скопје, Министерството за финансии и Министерството за животна средина и просторно планирање. И од тука може да се заклучи дека за секој посебен проект се има посебни надлежни институции кои што во суштина треба да преземат активност. За конкретниот проект клучната причина за несоодветно постапување во суштина представува јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје поради отсуство на искуство за имплементација на таков вид на проект, кој што во суштина има и своји последици во начинот на постапување.
Исто така, клучно е да се информира македонската јавност дека во суштина за секој проект има единица за инвестиционни проекти, но исто така имаме констатирано дека во рамките на Министерството за финансии по издавањето на ревизорскиот извештај, односно констатираме дека е формирано соодветен сектор за управување со јавните инвестиции, почетокот на имплементација или вработување или она што значи регрутирање на човечките ресурси е во тек, додека во рамките на владата на нашата држава и покрај тоа што било предвидено да има соодветен организационен облик кој ќе се грижи за јавните инвестиции, таквата активност не е спроведена. Така да може да се констатира дека причините за таквото непостапување во суштина конкретно оне што бил задолжен за имплементација, но и надлежните органи кои што имале обврска да го следат имплементацијата на таквите капитални проекти. Ја спомнавте пречистителната станица во Скопје. Сведоци сме дека надлежните се скараа за овој проект кој што е практично највреден од животната средина. Од ова што го кажавте излегува дека неспособноста е виновна на институцијата за неспроведување се уште на овој проект од витално значење за граѓаните. Државниот завод за ревизија во самиот конечен ревизорски извештај, ако доследно погледнете на страна 43, 44, 45 и 46 од конечниот ревизорски извештај, дава детално елаборање за причините за отсуството на пречистителна станица на градот Скопје, кој што во суштина од круцијално значење и за заштита на животната средина, но во исто време и за користење на средствата од Европската инвестициона банка и од Европската банка за обнова и развој од една страна, но и обезбедениот грант од страна на Европската унија. Жалосно е, кога во услови имате обезбедени грант од Европската унија, да немате соодветни капацитети за имплементација на самиот капитален проект, а во исто време да не се преземат потребните мерки и активности, кои што се утврдени со договорите за заем, каде што државата го зема конкретниот заем од овие две кредитни институции во интерес на градот Скопје, а во суштина јавното предпријатие да нема доволно капацитет да го имплементира. Исто така клучна причина за отсутството на имплементација на самиот проект е отсутството на донесување на измени и дополнување на деталниот урбанистички план на општина Аеродром и општина Газибаба, кои што се клучни за да може да отпочнат активностите и да може и експроприација на земјиштето да се упише во корист на јавното предпријатие, кој што е услов за користење на одобрениот заем. Во извештајот се наведува дека изградбата на коридорот 8 и коридорот 10D не може да се потврди проценетата вредност од 1,3 милиарди евра и беше нотирано дека фирмата која гради, станува збор за Бехтел и Енка, одстапува од планираната динамика за градба. Дали тука, според вашите досегашни сознанија, може да се очекува доснење и дополнителни анекси за зголемување на вредноста на проектот? Пред се, јас би сакал да истакнам да е во конечниот ревизорски извештај, ние никаде не наведуваме кој е изведувач на работите, бидејќи според нашите методолошки акти ние не ги наведуваме правните субјекти кои што ги извршуваат работите, него ги наведуваме правните субјекти кои што се инвеститори и кои што согласно одредбите на законот и наведени од коридор 8 и коридор 10 треба да бидат изградени во соодветен временски период за кој што е склучен договор со посебен закон во рамките на собранието, кој што е идентичен со законот од преходните период кога исто така има донесено закон за градбата на автопатот Кичево-Охрид. Според податоците кои што ги утврди ревизорската екипа и кои што се презентирани во самиот конечен ревизорски извештај, степенот на имплементација, односно на инвестиционните активности, заклучно со 31.12.2023 година, изнесуваат 0,12%, што укажува на висок фискален ризик по однос на оно што значи на времено извршување или создавање можности за извршување на проектните активности и градичните активности, со тоа и плаќање на дополнителни трошоци во однос на изградбата на самиот автопат, односно на самиот коридор. Во еден друг извештај на ревизорите за состојбите во ПИОМ се констатираат проблеми со јавните набавки. Например, постигнатите цени во тендерот за фирма за одржување се прилично фрапантни. Значи, кречеле 20 евра за метар квадратен, глетувале за 30 евра по метар квадратен. Тоа се цени кои што се 10 пати повисоки од пазардите. Луѓето знаат колку чини едно кречење, бидејќи нели сите сме кречеле дома. Има ли тука криминал?
Видете вака, повисоки цени не е само случај во овој субјект предмет на ревизија. Повисоки цени сме утврдили со други ревизорски извештаи, вклучувајќи го ревизорските извештаи за набавка на медицински материјали во услови на ковид кризата, каде што имавме далеко повисоки цени во однос на што значи реални цени на пазарот, кои што податоци сме ги обезбедили со обезбедување на податоци од царинските декларации во соработка со надлежната царинска управа, каде што сме известили, каде што се води соодветна постапка во страна на јавното обвинителство, но ние не може да тврдиме дали е тоа криминал или не е тоа криминал. Ние искажуваме сомнеж дека имаме несоодветно користење на законски средства, и доставуваме до јавното обвинителство истражува и доставува до надлежниот суд, а судот утврдува дали има несоодветно користење. Се до моментот додека надлежниот суд не донесе соодветна обвинителна пресуда или ослободителна пресуда, не можеме да кажеме дали има криминал или нема криминал. Нашата во суштина да искажеме само сомнеж за начинот на користење на средствата. Во извештајот исто така се констатира дупка во пензискиот фонд од околу 500 милиони евра. Со оглед на старењето на нашето население, овој проблем веројатно ќе се продлабочува во иднина. Каде се гледа тука решението според вас? Ако ја погледнете структурата на приходите на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, не со години укажуваме дека во суштина и покрај тоа што последните 3 години имаме стагнација или намалување на делот што се трансферира од буџетот на државата во буџетот на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, со конечниот ревизорски извештај за 2022 година, износот на средства кои што се трансферираат од буџетот на државата изнесува некаде околу 33%, додека она што значи приходи наплатени од придонесите за пензиско и инвалидско осигурување изнесуваат 64%. Решението е повеќе далекосежно и повеќе активности треба да се преземат. Пред се клучна активност во наредниот период и на престојната влада во суштина со збивање на сивата економија. Со ваков висок степен на сива економија во нашата држава апсолутно влие и на приходниот дел на буџетот на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и на останатите буџети, и на буџетот на здравство, и на буџетот на државата, и на Агенцијата за вработување, бидејќи се работи за средства кои што треба да бидат администрирани од оние правни субјекти и физички лица кои што извршуваат сива економија или нелегална економија. Потоа, како што рековте, одливот на нашето работно способно население, навистина треба да се преземат мерки и активности во задржување на нашите работно способно население, каде што ќе се генерираат соодветни работни места, каде што ќе се зголемува бројот на работни места, а со зголемување на бројот на работни места автоматски се зголемува и придонесите кои што ќе се влеваат во фондот, во буџетот на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, останатите буџети. И навистина е жалостно ако погледнете конечниот ревизорски извештај, ревизијата на успешност за рамнен и регионален развој, ќе забележите колкови населени места во последните неколку години имаме празни, колку населени места имаме со 10 жители, колку населени места имаме под 100 жители и така натаму, што укажува дека навистина имаме сериозен проблем и со демографијата, но и со рамнен и регионален развој, зашто треба да се преземат соодветни мерки. И третото решение е во суштина прилагодување на мерките и активностите во однос на политиките на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Еден од извештаите кој некако највеќе одекна во јавноста е работата на клиниката за онкологија. Ревизорите повторно ја истражуваат работата. Зошто и дали тоа беше побарано од обвинителството? Мислам дека веќе имате информации, дека конечниот ревизорски извештај за работењето на наведената клиника беше за прв пат во историјата на Државниот завод за ревизија предмет на разгледување во Комисијата за финансирање и буџет, зашто јас во моје лично име и во името на вработените на Државниот завод за ревизија изразвам благодарност до претседателот на Комисијата за финансирање и буџет и до сите членови на Комисијата за разбирањето и поддршката што има во разгледувањето на тој конечен ревизорски извештај и кој што дадоа придонес во целокупното работење во јавниот здравствен сектор, каде што тој конечен ревизорски извештај беше предмет на разгледување 3 дена, се донесоа соодветни заклучоци, кои заклучоци во суштина треба да представуваат предмет на постапување на надлежните органи. Јавното обвинителство има преземено мерки и се уште презема мерки по тој конечен ревизорски извештај. Од страна на Државниот завод за ревизија се доставени сите докази со кои што располагаме,
А, зошто представува предмет на истражување, односно предмет на ревизија и понатаму финансиските извештаи за 2023 година наведениот правен субјект, поради тоа што на самата комисија се заклучи, односно Државниот завод за ревизија се обврза да изврши ревизија и на работењето на наведената клиника и во текот на 2023 година. Секоја година објавувате извештаи за работата на Фондот за пензиско и здравствено осигурување. Се чини дека препораките се повторуваат постојано. Останува ли оваа институција глува на вашите наводи? Па, добро, не би го користел терминот глува, меѓутоа мислам дека мерките, активностите кои што се преземени од Фондот за здравствено осигурување во однос на дадените препораки се недоволни и треба да бидат препораките сериозно сватани се со цел за преземање на мерки и активности за отстранување на тврдените состојби. Не може одредени тврдени состојби да се повторуваат секоја година од страна на ревизијата и да бидат евидентирани од страна на ревизијата, земајќи пример во делот на што значи условен надоместок, каде што од година во година може да забележите дека тој условен надоместок постојано се зголемува и во овој период имаме преку 24 институции кои што користат условен надоместок, а додека во суштина може да забележите дека од 2017 година, ако имаме многу мал износ на средства кои што се дава за условен надоместок, во 2022 година тој условен надоместок ескалира, а контрола од страна на Фондот за здравствено осигурување е несоодветна. И во делот на што значи бројот на здравствени установи кои што можат да бидат вистински продавачи на здравствените услуги постојано се намалува и веќе 2/3 од јавните здравствени установи добиваат надоместоци од Фондот за здравствено осигурување, меѓутоа не може да испорачаат толков надоместок, односно толков обем на извршени услуги за парите што ги добиваат, што укажува дека имаме одреден дисбаланс помеѓу она што значи вистинско купување на извршените услуги. Незамисливо е да плаќате на меѓународни клинички институции, на меѓународни приватни здравствени установи, да не водите грижа за тоа колку сте платиле, како сте платили за квалитетот на здравствените услуги и така натаму, да не зборувам за информационите системи, за вложувањето во информационите системи и така натаму, каде што фондот се обидел да спроведе одредена постапка за јавна набавка, во која што ревизорите утврдиле дека во суштина нема конкуренција во дадувањето на договорот за јавни набавки. За крај, годишниот извештај на работата на Државниот завод за ревизија го поднесовте во собранието пред некој ден. Очекувате ли од собранието кој што сега има ново парламентарно мнозинство сериозно да ги земе вашите наводи и да направи нешто повеќе во врска со вашата работа? Бидејќи започнавме со капиталните инвестиции и самиот годишен извештај превладува со информациите за капиталните инвестиции, сметав за потребно да дадам една порака која што се однесува на сите граѓани, посебно на законодавната власт, каде што кажуваме дека капиталните инвестиции имаат додадена вредност, доколку обезбедат навремени, квалитетни и континуирани услуги за граѓаните. Тоа е во суштина она што сакам да го кажам како главен државен ревизор, бидејќи често пати кога зборуваме за капиталните инвестиции, сметаме само дека сме изгубиле одредени средства, меѓутоа напротив, сме изгубиле и соодветен квалитет на услугите кон граѓаните, се изгубиле и одреден развој за граѓаните, континуитет во давањето на услугите и така натаму. Исто така укажуваме за незаконското користење на средства кои што се движи некаде околу 1 милиарда, укажуваме за неправилностите во делот на додавувањето на договорите за јавни набавки, за изгубените грантови и она што е исто така укажуваме за бројот на ревизорски извештаи, за ревизираните приходи и расходи, за преземените мерки по дадените препораки и она што е најинтересно за нашите граѓани, бидејќи почнавме, велам, на самиот почеток со капиталните инвестиции и со задолжувањата, може да го видите дека во првите 7 страни е поместена и табелата со земање на грантови и задолжување и каде што за жал нашата држава во текот на 2022 година платила 1 милиарда 618 милиона 897 денари на име казнени пенали и трошоци за неповлечени кредити, а тоа е 26 милиона евра, а оставам на граѓаните и по широката јавност да заклучи дали ние сме толкова богата држава за да плаќаме толку висок износ за неповлечени кредити, кој што повторно се повлекува за капацитетот на луѓето кои што управуваат со инвестиционите проекти и за начинот на управување со средствата на даночните врзници во нашата држава. Ви благодарам за Благодарам и вам.